Владата доцни со новиот сет антикризни мерки. Бизнис заедницата алармира дека никаде ја нема помош од која зависи опстанокот на илјадници компании. Првиот човек на Стопанската комора на Северозападна Македонија, Неби Хоџа, предупредува дека ако државата подитно не преземе конкретни чекори со кои ќе го олесни работењето на фирмите во време на енергетска криза, на стопанството му се заканува целосен колапс. Бизнисот е пред колапс, затоа ние интервениравме како комори, сите согласни, да се најде начин и решение владата да им излезе во пресвет поради тоа што ситуацијава со покачувањето на цените на енергенците на електричната енергија е во многу високо ниво и затоа побаравме хитна интервенција на владата во однос на поддршка на компаниите со сите можни ресурси, поради тоа што многу е потешко да се затвори компанија па да се отвори одново, него да се одржуваат ликвидни и да можат да ги задржат вработените во нивните компании. И Стопанската комора на Македонија бара итни мерки. Оттаму уште пред една година предупредија дека ни предстои тежок период. Според првиот човек на комората, Бранко Азески, поради задоснети реакции државава се доведува во ситуација повторно да решава социјални случаи кои што ќе седат дома, наместо да одат на работа преку зголемување на економската активност и стопанските субјекти. И од Сојузот на синдикати на Македонија реагираат на задоснетата и недоволна помош. По најавите за намалување на дел од платите во јавниот сектор, првиот човек на ССМ, Дарко Димовски, предупредува дека владата не смее да штеди на работниците, и тоа при инфлација од 18,7% и до 100% зголемени цени на основните прехранбени производи. Пак ли ке чекаме да има, ајде да кажам, партиски дилови за да се исполни се во ова? Мора да разбереме дека немаме време за чекање. И покрај што се задоснети мерките, уште и вие ден денеска што се донесени не се применливи. Да чекаме собраниски процедури и измени дополнени закони, платите да следат трендот на инфлацијата, порастот на инфлацијата, да го следат порастот на оваа синдикална минимална потрошувачка кошничка. Предходно и лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски го оцени пакетот антикризни мерки како лош и излезе со своји предлози. Предвидува ноќните вишоци на струја да се продаваат поевтино за компаниите, недела како неработен ден да се земе било кој друг ден во неделата и да се воведе викенд без ДДВ за прехранбените производи.